Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Октомвриско попладне, почитувани слушатели, а со тоа радиопрограмата Глас од Македонија е и во вашите домови, каде ние директно во живо се јавуваме, за да во наредните 60 минути со новини од Македонија, потоа рубриката Профил и ликот на нашата сонародничка доктор Василка Дамовска-Радомска од село Герман, инаку поранишно протерано дете од така наречената граѓанска војна во Грција и на крај со мојот коментар на неделата. Но најпрво со неколку соопштенија и реклами. Секој ден посакува да живее во свој топол дом. Сонја Димеска, продавач на неподвижен имот, како куќа, бизнис, фарма, е покрај вас. Телефонот е 416-900-5802. 416-900-5802. 60 години пак од регистрацијата на црковниот храм Свети Климент Охридски во Торонто. Токму затоа на 15 октомври со почеток во 7 часот навечер во големата сала на црквата Свети Климент Охридски ќе се приреди банкет каде покри богатото јадење ќе се разонодувате под звуците на македонската песна Јоро. За возрастни цената е $60, а за деца до 12 години само $25. Побрзајте, јавете се за влезници на 416-421-7451. Да го повторам телефонот 416-421-7451. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате на YouTube ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscriber, а со тоа и ја поддржувате самата радиопрограма. А сега, со преспанското оро, да го откриеме ликот на нашата сонародничка доктор Василка Радомска. Како и многу околии на етничка Македонија што се поделени во 2 или 3 сегашни соседни држави на Република Македонија, така и Преспа е поделена на 3 дела. Најголемиот дел од Преспа е во Република Македонија, а помалите делови се Преспа во егејскиот дел на Македонија, денешна Грција и Мала Преспа во денешна Албанија. За името Преспа постојат неколку легенди. Една од нив е кога Господ се шетал низ својата родна татковина, подоцна наречена Македонија, се изморил па решил да се одмори на најубавото према него место Преспа, денешна, бидејќи тогаш било котлина. Токму во таа Преспа тој легнал и преспал, за да луѓето по Божјото место, каде што Бог преспал, го нарекоа Преспа. Меѓутоа има и друга легенда.
Во таа земја подоцна по богот наречена Македонија, по богот Македон, токму во овој регион била родена најубавата девојка откако постоел светот со име Македонка. Раснејќи од мала на едно од 17 езера тогаш, поточно на бреговите на езерските води, благословена од Богородица, а името дадено од цар Самуил, кој бил кум. Кога дошло време за да се омажи, околу неја застанале 4 момчиња, додека пак Македонка, не знаејќи за кого да се определи, одлучила да се врти околу себе, каде со нејзините бујни коси, кои се веле ги допирала лицата на момчињата. И така, од многу вртење и се сомлел умот, а потоа паднала во прегратките на едно од момчињата. Тогаш здивот и застанал, но и потонала во длабок сон, заспала, односно преспала, а сите мислеле дека умрела. Меѓутоа, тоа на вратот што го носела скапоцениот гердан со крст, кој бил подарок од царот Самуил, тоа и помогнало што подоцна и ќе чуете што се случува. Кога присутните виделе што се случува и мислејќи дека е умрена, ја закопале во гроб. Но вечерта двајца гробари кои сакали да го земат герданот, решили да го откопаат гробот и, како што реков, што се случува? Македонка била жива. Тогаш тие сакале да ја убијат, за да не бидат казнети од самиот цар Самуил, а таа со солзи во очите ги молела да ја остават. Тогаш гробарите рекле да го промени името, место Македонка да има друго име и да замине далеку од ова место. Така и направила. Но поминале многу години, а Преспа не можела повеќе да издржи и се вратила назад во родното место. Тогаш царот Самуил, болен од срцето, лежел на постела. Таа тогаш со кратка коса дојде на кај цар Самуил, се исповедала, му кажала што станало. А тој рекол: остани со новото име Преспа. И тоа е убаво име. Така и местото се нарекло Преспа. Инаку Преспанското езеро е вулканско езеро, но на тоа место, каде што денес се распространети водите на езерската широчина, поточно кај островот Голем град, се претпоставува дека тука бил градот Преспа. Инаку Преспа заобиколена од едната страна со планината Пелистер, а од другата со Галичица, како и котлината и Преспанското езеро, е вистинска Божја убавина што ја краси Македонија, било Вардарскиот, Егејскиот дел или пак Мала Преспа во денешна Албанија. Богата со шума, а полињата со жито, зеленчук и овоштарство е како еден килим послан на тлото на земјата. Преспанското езеро, кое големите сили го поделија заедно со тие делови на Македонија, Република Преспа има 65%, потоа Албанија 18%, а Грција 17% од Преспанското езеро. Меѓутоа, посебен белег дава што овој дел е многу познат во времето на Самуиловото царство, кое оставило спомен од културно-цивилизацијски основи. Дека е тоа така, докажува надгробната плоча најдена во село Герман од таткото Никола и мајката Рипсимија во 1888 година, што бугарите денес ја имаат во музеот во Софија, инаку родители тие на цар Самуил. Исто е важно да се спомни дека овде и крале Марко одел по овие делови, а тоа е каменот кај селото Долнодупен и Маркова нога, има трага од него. Инаку и во Преспа биле поделени жителите не само Долна, Горна или Мала Преспа како подрачја, туку и со носите, дијалектите, па дури и не се дозволувало девојките да се мажат од тоа подрачје на селата, како на пример од селото Саливница па се до Долнодупен и селата во Преспа во Егејскиот дел на Македонија, тие се мажели и се женеле. Преспа инаку е позната како и место на птичкиото царство, каде најмногу се застапени поморани, штркови и пеликани, кои горди пловат во преспанските води. Јасно е да се рече дека секоја педа на Македонија има своја антика. Во Преспанското езеро се пронајдени 3 чунови или кајчиња од неолистичкото време, поточно од новото камено време. Пред да завршам со репортажата за Преспа, да ги спомнам и селата и градовите на ова наша убавица Преспа. Во Вардарскиот дел, најпрво градот Ресен,
потоа Арвати, Асамати, Болно, Брајчино, Буково, Волкодери, Дупени, Грнчари, Долна и Горна Бела црква, Долно, Дупени, Дрмени, Евла, Златари, Јанкоец, Којнско, Крани, Кривени, Корбиново, Лева река, Лескоец, Љубојно, Лавци, Отешево, Избиште, Езерени, Перово, Подмочани, Прелюбле, Претор, Рајца, Наколец, Сливница, Стење, Царедвор, Штрбово, Царина, Шурленци, Козјак, Сопотско, Крушје и Којнско. Во егејскиот дел тоа се Герман, Рави или Роби, потоа Нивици, Бесвина, Свети Ахил островот, Лк, Медово, Попли, Рудари, Штрково, Винени, Граждено, Оровник, Орово, па и Трнаа. Исто така пак во Мала Преспа, градот Корча, Пустец, Шулин, Зрновско, Левка, Церје, Глобочани, Долна и Горна Горица, Туминец и Врбник. Ресен е мал град, а прекрасен. Кај да одиме, тука се враќаме. Ко бисери во котлина го красат. Убавите села, што за Преспа живот значат. Животот мој е малку да го дадам. Ти пеам песна, тебе да те славам. Преспо моја, види силна ти, преброди ги сите невољи. Името Твое вечно да е, нека е жив песна на цел глас. Преспо моја, во срце те носам јас. Името Твое вечно да е, нека е жив песна на цел глас. Преспо моја, во срце те носам јас. Мирис од јаболка сегде ме прати. Погледни ме во очи, веднаш ти ке сватиш. Кај што сонце од три страни душа гре, како Преспа, ништо друго не. Езеро бистро, со душа како ангел, може да ме слушне, може да му кажам. Кај да одам, јас тука ке се вратам. Со што Преспа неизмерно јас сакам. Името Твое вечно да е, нека е
Во едно од тие преспански села, поточно во селото Герман, во 1938 година е родена доктор Василка Радомска, со момицко презиме Дамовска Глигорова, една од трите ќерки, двајцата синови на Доне Изографија. Ова наша сонародничка, како и многу деца, во 625 деца и 25 мајки во кобната 1948 година во така наречената граѓанска војна, беше одделена исто како јагнето од овцата кога се двои. Тешко е да се опишат тие денови на разделба на децата од своите мајки и татковци. Нејзината мајка Зографија еден ден пред тоа ја зема Василка за рака и ја носи во црквата Свети Герман, каде оттаму кај олтарот на црквата зема грудка земја и го завива во шамивче, подавајќи го на својата ќерка Василка и велејќи: ова шамивче, ќерко, со земјата да го чуваш секогаш со тебе и нека Господ и Свети Герман те вардат од лошо, но немој никогаш да не заборавиш. Така, со солзи во очите, се прегрнуваат и Василка заминува преку граница со групата на деца на 25 март 1948 година. Најпрво една ноќ преноќуваат во село Љубојно, а потоа ги носат во прилепското село Браилово, каде што остануваат една недела. Оттаму, делејќи ја групата, едни ги праќат во Бела црква, во денешна Србија, друга група, која беше и Василка Дамовска Глигорова, ги носат во Романија. По една година од Романија Василка ја носат во Полска, каде таму го поминува детството и низината девојчинска љубов. Така да во декември 1948 година стапува Василка на полското тло. Таму завршува основно училиште и гимназија и како најдобра ученичка на гимназијата беше меѓу 1200 кандидати. Василка Дамовска беше избрана во 120-те. Во градот Вроцлав завршува медицински факултет, каде пак се запознава со Владимир Радомски од полско потекло, кој заврши пак за инженер, а специализира Василка во Скопје, а потоа се вработува во градската болница во Скопје, каде работеше во поликлиника. Интересно е да се каже дека големата љубов на нејзиното момче полјакот Владо Радомски го натера да се оцели и тој и да дојде во Македонија, каде склопуваат брак, добивајќи 2 златни рожби, ќерката Хелена и синот Олег.
Да спомнам дека Радомска со својот сопруг Владо се горди и на нивната ќерка Хелена, која заврши исто така медицински факултет невропсихологија, а синот Олег инженер-програмер. Животот на ова угледна фамилија во Македонија им беше како во бајките, но со самостојувањето на Република Македонија во 1992 година доаѓаат во Торонто, каде повторно отпочнуваат нов живот како и секој имигрант, кога во тага и солзи, но сепак среќно што се заедно. Пред тоа да спомнам дека како гинеколог во градската болница Радомска помагаше посебно на оние жени што викаат дека се бесплодни. Многу од Истанбул, од Измир, од Турција, од Грција, од поранешните републики на Југославија, најмногу од Белград и Сараево, од Австралија, исто така и од Германија, а исто и овде неколку фамилии Василка ги има збогатено со нивни рожби. Со доаѓањето во Канада, Хелена повторно оди на факултет, а потоа од Торонто заминува во Чикаго, а се вработува подоцна во болницата во Чикаго како невропсихијатор, каде што ја унапредија, добивајќи директорско место во болницата, а пак синот Олег си отвори свој бизнис како програмер на компјутери. Доктор Василка Радомска повторно реши да се школува и на овие простори. Завршува калидж за да со низината потоа работи се до низината пензија во здравство како консултант, односно советник. Василка Радомска, иако со низината скромност не сака да се експонира, но низините хумани дела го кажуваат своето, поготово во Македонија, иако и при сите нејзини квалитети што ги оспособува таа и понатаму си е истата, која сака да биде меѓу народот, без да прави делби меѓу нив на поумни или поучени и така натаму. Низината сладкоречивост, низините поуки, искрени совети го релаксират секој ден, како што беше и случајот со мојата болест, па и со мојата покојна мајка. И не само тоа. Доктор Василка Радомска со низиниот сопруг Владо на една од одбележувањето на јубилеите на мојот радиочас Глас од Македонија. Овој брачен пар со целото срце и душа помогна еден од уметниците за тој јубилеј, поточно Мишко Крстевски, престојуваше во нивниот дом речиси цел месец, а да не зборувам дека секогаш се донатори за програмата на кое од срце им благодарам. Ова наша македонка, господја, и со право можам тоа да го речам, зашто таа ги поседува речиси сите способности и во карактерот и како интелектуалец. Вистинска мајка, жена, херој. Сепак, доктор Василка Радомска ќе остане забележана со низината стручност, со низината хуманост за долги години, поготово кај оние фамилии што им ги врати животите и што им ги обнови со среќа, радост и со нивна челат.
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува овој радиочас и понатаму и да биде дел од вас. Сакате пак ли вашата свадба, свршувачка, крштевка, роден ден или било каква семейна радост, па и јубилеи на асоцијации, друштва и слично да биде запамтена? Моето лично искуство е да го потврдам сето тоа, доколку го повикате оркестарот на Ици Георгиев и Тасе Стојановски. Струните на виолината на Тасе, па со гајда, кларинет и армоника во системот на синтесајзерот на Ице, а посебно тапанот кој одекнува во ритамот на песната и орото, доживува во сите вас радост, а вашите срца да бидат весели. Побарајте го Ице на 647-224-8797. Да повторам, 647-224-8797, зашто убедена сум дека нема да зажалите. Фирмата пак Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа за реновирање, лисинг, продавање или купување на вашиот неподвижен имот, побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. А дали сакате да купите ауто, дали сате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или некој дел? Тука е меѓу вас нашиот сонародник Васил Кајчевски, телефонот е 416-725-6335. За Васил Кајчевски не треба многу да се зборува, затоа што тоа е докажано, загарантирано, а со тоа се разбира квалитетниот сервис и поволната цена ќе ви овозможат да се јавите на телефон 416-725-6335. Да одиме со местоновина од Македонија, со говори од председателот на партијата Левица Димитар Апасиев. Да, синоќ на проширен президиум го дефиниравме со членови на ЦК и во претходни консултации. За разлика од ДПМН, ние ќе ги напаѓаме заклучоците на влада, со цел да не му даваме муниција на Талат да изиграва уставен судија, односно да толкува устав. И прашањето би било дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ, слично како за преспанскиот, ако е текна, со прифаќање на собраниските заклучоци, број тој ќе го цитираме архивскиот број од 16 јули 2017
2022 година. Со ова мислиме дека практично е невозможно да се одбие иницијативата формално правно и затоа одиме на оваа варијанта која што наративот е продолжување на духот на протестите, антивладините протести кои беа најмасовни од кога е СДС на власт, а тоа е против бугаризацијата, значи наративот да биде против, а не за. Значи би се гласало, очекувате граѓаните да излезат и да кажат не. И да кажат не, да, односно против, бидејќи по нашиот закон е за и против. Инаку во поглед на иницијативата и на ДПМН, таа беше формално правно чиста иницијатива, да бидеме најасно. Значи ние не се веруваше дека се консултирал со експерти, чиста иницијатива, само што овој се типично силеџиски, значи Џафери е, како да кажам, карактер на човек кој е растен во хиерархиска воена средина и тој командува, буквално. Он има монархистичко однесување. Како јас еднаш на зафрканција одговорница му реков честити царе, значи како фараон се понаша без да. Па добро, тоа зависи у кое расположение, дали е до 2 или после 2, бидејќи му се различни расположенијата. Сега дали е ручан или не? Дали е ручан или дали е нешто друго да не кажа. Значи, поентата е дека сега се оди согласно членот 24 од референдумот, од законот за референдум, го имам пред мене, само да биде појасно на гледачите, се оди на ова што ни дава дека референдум на државно ниво, ние ќе бараме задолжителен референдум, може да се распише за одлуки донесени од собранието или за изјаснување на граѓаните за други прашања за кои одлучувало собранието, што значи дополнителен. Имено тие други прашања за кои одлучувало се овие заклучоци кои ние ги ставаме на референдум. Проблемот на заклучоците е во точката 1 и во точката 3, каде што на мала врата, инаку ако ги читате, заклучоците се топ, си викате се е заштитено, јазик е заштитен. Меѓутоа, точката 1 ја внесува преговарачката рамка, тоа се трите документи кои што не ни ги даваа нас како пратеници, па моравме да ги бараме накнадно да ни ги доставуваат. И во Г3Г тоа е францускиот предлог, познатиот француски предлог или предлогот на француското претседател. Тие се спорните документи. Значи вие сега не го напаѓате договорот со Бугарија директно како ВМРО да не го напаѓаме за да не ни води. Предлог. Да, меѓутоа не директно францускиот предлог, бидејќи во тој случај документи на Брисел. Да, бидејќи во тој случај Џафери ќе рече тоа не е надлежност на собранието и ќе биде во право. За да не биде Џафери во право, собранието самото се како си даде автогол практично со овие заклучоци. Тие сакајќи да покажат некоја си општо народна поддршка, бидејќи народот 75% беше против. И тие со албанските партии направија мнозинство од колку таму 60-70 нешто пратеници, колку што гласаа за овие заклучоци. Инаку овие заклучоци не мораше да поминат низ собрание. Да, можеше со одлука на влада. Меѓутоа, кога веќе помина, собранието си даде автогол. Ние баш тогаш со Борис пред да поминат ги повлекоа. Не знам дали знаете тоа. Беа предлагачи Јован Митревски и овој од ДУИ, како се викаше министеров Арбер Адеми. И пред гласањето тие ги повлекоа. И јас антиципирајќи што би се случило и како, бидејќи и планот бе наш уште тогаш беше за референдум, се викам овие ни го открија планот веројатно и нема да гласаме, туку ќе поминеме со прост премин, бидејќи деловнички Џафери можеше тоа да го направи. Во смисла кога ќе заврши дискусијата после она фон дер Лајен или како се Урсула што дојде, нели имаше расправа еден ден и он можеше да затвори да рече со тоа завршуваме со дискусија со прост премин. И тогаш немаше да има акт, ме разбирате? Немаше што да се спори на референдум и ќе беше многу потешко да се изведе. Меѓутоа сега се напенали собранието сакајќи да демонстрираат сила и не знам некој еуфундаментализам и сега имате акт кој што согласно закон за референдум ние го ставаме на референдум и сега рацете на Џафери ќе бидат прилично врзани за одбивање. Тој како што кажав и претходно не можеше, но сега Председателе, Цески не е правник, па некако не ви го објаснувал каде сте погрешили. Јас ќе се обидам правнички да се повикам на членот 191 и 192, каде вие се ставивте во позиција на уставен судија во кој што не смеевте да се ставите. Имено кога имате достава на иницијатива за референдум на државно ниво,
вие како председател сте овластен формално правно, само формално правно да ја испитате дали е таа уредна или не. Понатаму немате никакви други ингеренции, бидејќи според член 191 став 1, веднаш, вели председателот, ја доставува до две комисии, тоа е законодавно-правната и до председателот на матично работно тело, во случајот тоа е Комисија за политички систем. Овие комисии, две, вас требаше да ви дадат мислење, значи тоа е вториот чекор. Тоа е мислење во кое тие велат да, уредна е или не е уредна. Еве и да предпоставиме дека ви дале негативно мислење. Третиот чекор, тек тогаш, вие, како неуредна иницијатива, од име на член 191, став 2, вели, ако председателот утврди, по мислењето на овие, дека иницијативата е неуредна, прашањето во врска со иницијативата го става на дневен ред на првата наредна седница на собранието. А знаете зашто е ова вака? Затоа што отфрлањето на иницијатива е сериозно прашање, затоа што тоа е врховно право на граѓаните, дури и пред собранието се граѓаните, тие се врховниот суверен, од нив потекнува суверенитетот, тие одлучуваат. И затоа отфрлањето како чин, деловникот го третира не како спикерско, туку како пленумско овластување. Не знам кој ви е правен консултант, предпоставувам овој професоров кој го носите на Жан Моне процес, ама дегутантно ве советува. И што е следниот чекор, четвртиот? Собранието вели, значи собранието, не вие, со заклучок утврдува дали иницијативата е уредна или не. Заклучок, почитувам председателе, и по закон за општа управна постапка и по сите закони е подзаконски правен акт, кој потоа може би да следи на уставно-судска или управно-судска иницијатива, односно преоценување. Тоа значи вие сте пратиле само обично известување кој не е правен акт, а не можете нигде да го спорите понатаму. И последното е, вели, дури тогаш председателот го известува овластениот предлагач, во случајот председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, за заклучокот во рок од 3 дена. Сето ова вие го имате прекршено и се доведуваме во ситуација да основното уставно право на граѓаните преку силеџиско толкување на уставот да не им го давате. Меѓутоа, уште еднаш да ве подсетам, почитувани слушатели, за 60 годишнината од регистрацијата на црковниот храм Свети Климент Охридски во Торонто и банкетот што ќе биде на 15 октомври со почеток во 7 часот навечер во големата сала на истоимената црква. За возрастни цената е $60, а за пак деца до 12 години $25. Јавете се за влезници на 416 421 7451. И да ви напоменам дека секој петок можете да ја слушате сите вие кои имате пристап на YouTube под The Voice of Macedonia секој петок со друга содржина, уште една радиопрограма на Глас од Македонија, тоа е од 8 часот навечер. А сега последниве минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. По не знам кој пат повторно нови избори во Бугарија. Додека пред неколку месеци од Македонија гласа 307, овој пат намален е бројот на речиси половина, поточно 182 души, а од Албанија кои поседуваат исто така бугарски пасоши 253 души. Но и овој пат ќе биде, би рекла, фијаско за државата Бугарија, зашто било која влада во таа новокомпонирана држава креирана од Западот, поточно од Англија и Германија, кои за нас македонците се најголемите душмани и ден денес, како и на србите и на русите, поточно на православието, и новата влада на таа татарска Бугарија ќе се распушти, ќе се растури во брзо време, а со тоа ослабнува и нивната економија и при големата албанско-бугарска мафија што владее таму. Политичарите нивни запнале како пијан за плод што се држи врз македонството, не гледајќи ја нивната кастра што ја имаат на нивните тела, од која излегува слој и тече по самите нив со голема смрдеа, со голема реа, која веќе го загадува и воздухот. Неодамна изјавија за сите оние кои ќе го изучуваат нивниот така наречен бугарски јазик, а цел свет знае дека е дијалект на македонскиот јазик, дека ќе бидат
парично наградени. Нивното уценување врз македонството и наметнување со ултиматум веќе ја прелива чашата. Во Битола отворија на вистина некој си клуб на злосторникот и изрод македонски Иванчо Михајлов, но се разбира како едно шпиунско гнездо им е, како што е и шпиунското гнездо на Свети Јован Бигорски со владиката таму што е. Еве и во Охрид нов така наречен бугарски клуб со име на македонскиот цар, со име на цар Борис во Македонија, за кој еврејската заедница ќе ги суди за нивното злостворство, односно што ги испратија во тоа време преку 30.000 евреи во местото на смртта во Трибланка. Се прашувам, односно многу повеќе се чудам на нашите така наречени политичари или попрецизна да бидам лапачи. До кога ќе молчат или како што велиме ние народно, ќе се прават на тоше и Божем не гледаат. Али Ахмет и Талат Джафери и нивните истомисленици во владата знаеме дека беа терористи и слуги се на НАТО, ЦИА, односно на Западот. Јасно е дека нив не ги интересира Македонија како земја на македонците, меѓутоа и нив полека Бог ќе ги награди онака како што си заслужиле. Меѓутоа да се вратам на македонците пород, овој пат и за опозицијата. Прекинете еднаш за секогаш со тоа ваша економија, зборувате само економија и економија. Разбирам дека парата е важен фактор, но каде е вашето име македонско? Каде е коренот што го засадиле македонците од таа наша древна Македонија? Ако стеблото на тој корен македонски расте правилно со својата историја, култура, јазик, македонски традиции и така натаму, зошто вашите гранки ги обвивате со така наречена туѓа обвивка или молчите, за да ве нарекуваат се, ама не македонци? Зошто уште молчите? Зарем така се чува, зарем така се брани земјата во која сте родени, за само да молчите или промрморите колку да е кажано? Пред неколку емисии во мојот коментар реков, ние ги знаеме лошите луѓе што ни прават зулуми, но јас се лутам повеќе на вас и на сите други македонци кои само молчат, иако се најсилното оружје за државата, а без да застанат здраво како мажи македонци и со силен глас да се спротистават на тираните. Меѓу нив можеби и јас сум една од мојата сила која е многу мала за жал да бидам влијателна, иако со целата моја душа и срце, а што е најважно тоа го правам со ум, без да гледам на моите последици понатаму. Но тоа не значи за мене некаква си да изигрувам хероина или патриот, зашто тоа е аманет од нашите предци врз мене, како и кај многу од вас. Таа пак Бугарија или нејзините политичари толку многу скокат мислејќи дека го фатија Господа забрада, но никој од нас не ја знае вистината, не знае дека без разлика колкава е, како ќе биде понатаму и никогаш нема повеќе да стане. Можеби сега е крената се издига, али кој ќе падне, реков, не ќе знае и дали ќе може да стане. Така и со Бугарија. Во 2023 година и ние сеир ќе гледаме што ќе им прават, така да посебно од турска страна. Но ова им е веќе последниот обид и последниот неуспешен експеримент врз нас македонците. Еве, пред една недела имаше фудбалски надпревар помеѓу македонската и бугарската репрезентација, а во арената со 20.000-ната публика кога се интонираше бугарската химна, наместо добре дојде, беше поздравена со свирежи, со пцуење и така натаму врз Бугарија, за кој бугарските власти веднаш реагираа. Но попусто, зашто македонците, обичниот народ, не трпи повеќе она што го направи Бугарија врз Македонија и македонскиот народ со последниот обид створи омраза према нив, а можеше да биде и обратно, да живееме како добри соседи, помагајќи се во добро или лошо. Владата на Република Македонија како да е заспана во длабок мечкин сон или
или можеби онеме па не кажува ништо, но народот е тој што треба да стане и да ја исврли целата таа предавничка влада. Само така ќе се успее за да се исврлат сите договори, и грчкиот, и бугарскиот, и така наречената тиренска платформа, и да се отпочне како што треба. Пред самиот крај ќе го спомнам името на Тодор Александров, на кој му направија рехабилитација, наводно македонец, кој беше убиен од Ванчо Михајлов, додека пак тој исти Тодор Александров го имаше убиено многу вистински македонци кои ја сакаа Македонија да биде автономна, а меѓу нив беше и Димо Хаджидимов. Дека навистина Тодор Александров, што пред година групата Next Time го спомнува во една стара македонска народна песна, го величува, а јас би рекла дека и тој сакаше Македонија да е со таа Бугарија. Како доказ е и ден денес го чувам весникот на пробугарските македонци на МПО, односно весникот Македонска трибуна, каде што неговата ќерка со сликана изјавува: и мојот башта беше българин. За ваша информација, да ви соопштам дека во секоја емисија што е во петок на YouTube во 8 часот навечер, почнав документирано да ги кажувам злосторствата на бугарските фашисти, а не административци како што вели македонската влада. Меѓу нив дадов за ваташките деца, потоа за Невена Георгиева, Цветан Димов, па минатиот сега петок пред 2 дена, и за Стив Наумов и Мите Богоевски. Но јас би рекла, време е за подвиг, време е за промени, но со нов лидер кој ќе го избере народот. Не треба да гледаме повеќе на партија кој и што е. Нам ни треба човек што нема да биде и да зема совети од калето, поточно од Американската амбасада, како и од англиската, германската, француската и представништвото на Европската унија во Скопје или НАТО, зашто ако самите ние не си направиме, не си помогнеме, никој нема да ни помогне, туку ќе не доуништи. Па би рекла ура за Македонија.
И ете, и ова наша вечерешна емисија заврши. Најпрво благодарност до сите вас и порака да не слушате идната недела во 6 часот навечер на 101.3 FM, кога со нова програма и откривање на ликот на нашиот сонародник Јане Малевски од село Глобочан и Мала Преспа ќе дознаеме за квалитетите и хуманите дела што ги прави овој наш сонародник. Но затоа пак в петок на YouTube под The Voice of Macedonia слушајте емисијата, како што реков, со друга содржина. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица. Станете, еј, горди јунаци, во името на Македонија, ајде вие заколнете се. Со мудрост